Благодарам, почитуван премиер. Додека го излагавте одговорот на моето прашање, ме подсетивте на неколку работи. Две клучни работи. Во врска со концесијата, кога дојде СДСМ и дуи на власт, се кажа дека некој го прислушкува јавното обвинителство. Замислете, некој се дрзнал да го прислушкува јавното обвинителство и таа работа се заташка. Никој од тогаш не спомна ништо во врска со тоа. И второ нешто што вака кога зборуваме за правосудниот систем и за реформите во правосудниот систем кои што претходно кога СДСМ дојдеа со дуи на власт, нели главната парола им беше нема правда, нема мир. Па видовме како го дерогираа буквално правосудниот систем кој што е темелот на држава. Без правосуден систем де факто не постои држава. Ама замислите кој беше председател на телото за реформи. Председател беше овој сегаш има златна виза во Дубај. Зато сме на ова дереđe како што сме. Точно, јас еднаш во моје излагање овде на говорница, мора како индивидуи сами, бидејќи тоа е посебен стол под извршната и законодавната власт, да им проработи свеста. Нешто споменав како тешко е да се биде млад човек во Македонија, но замислете колку е тешко да се биде млад правник во Македонија. Што пример даваат на младите кадри овие суди и обвинители? Каков пример даваат? Дали еднаш се запрашале за цел оној труд што го дале да завршат правен, правосуден, академија на суди? Дали тоа малце не им дава за поттик да си ја работата како што треба, по устав и по закон? Ви благодарам на исцрпниот одговор, немам дополнителни прашања.